Почитувани, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски. Вие гледате Само вистина, последна моја емисија за оваа сезона. Вечерашен гостин Гордан Ѓорѓиев, Форум за разумни политики и поранешен подпредседател на СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Молам, актуелен сте овие недели, ќе речам, често се спомнуваат и во вестите и во јавноста. Вие одамна имате повлечено од политиката, меѓутоа повторно се актуализиравте по таа платформа и по тие дебати што почнаа да се организираат, на кои што се разговара за иднината за Македонија. Меѓутоа една нишка од сето тоа произлегува потреба од реформи и во опозицијската СДСМ. Ќе разговараме за повеќе теми, еден час имаме вечерва. Мислам дека би било корисно на почеток да ги воспоставиме стартните политички позиции од каде тргнуваме во оваа интервју или оваа мини дебата. Мислам дека е важно гледачите да ги знаат вашите ставови за најактуелните политички процеси и теми кои што се во земјава. Така би сакал во 10 минути пред тоа да го поминеме, а потоа и во осврт на случувањето во и околу СДСМ и секако осврт на работењето на владата и проблемите на државата. Доколку имавте некаква политичка моќ во овие моменти, дали би гласале за промена на уставот и внесување на бугарите? Па не по секоја цена. Со овие услови се зборуваме сега како што се поставени? Не. Не. Зошто? Не, бидејќи топката е многу високо дигната, тензиите се многу се случуваат тензиите, постојат од двете страни. Улогата на Бугарија е крајно неконструктивна. Тоа има генеза и генеалогија на таа приказна. Но од друга страна, па и актуелната власт, а тогашна опозиција, премногу е дигна самата топката, очекувајќи висок легитимитет на таа тема од страна на граѓаните, кои го добија. И сега со тој висок легитимитет, практично не знаат што да прават. Бидејќи процесите се неминовни, тие се случуваат, ние сме условени, ние сме влезени во една шина која што е многу тешко да се излезе, меѓу кога возот излегува од шина, нели, паѓа. За која шина зборувате? Шината кон нашиот европски пат. Европска унија, Европската комисија, лидерите на европски држави не ги интересира темата Македонија и Бугарија. Не ги интересира ако може ова парче земја кое што е сепак важно во некаков регионален европски или европски контекст да биде дел од Европската унија. И тука се тие слепи во однос на емоциите кои што можеби ние или бугарите ги имаме на темата. Добро, што мислите дека треба да се случи за да вие би гласале за такво нешто или би поддржале таков процес? Што е тоа што не прави владата во моментот, а мислите дека треба да прави? Ќе ви кажам што требаше да се случи, за да дојдеме до тоа што треба да се случи. Требаше во моментот, дури и тогашната опозиција ВМРО ДПМН вештачки да ја билдаше таа атмосфера околу спорот со Бугарија, кога дојде на власт, таков легитимитет, тие се обврзани од нас, од граѓаните, без разлика дали сме ги гласали или не, да ги решаваат големите проблеми. И требаше да спуштат топката. И требаше да бараат, и се уште тоа треба, да бараат патишта како се откочи тој проблем. Ако немате волја, автентична волја да го решите проблемот, а имате потреба да го решите проблемот, тогаш нема да ги барате патиштата. Сега што е проблем? Од другата страна на границата имаме железна завеса. Значи, ние меѓу Македонија и Бугарија имаме на железна завеса во метафорична смисла, каде што толку е разјадена работата, толку се има пизма меѓу двата народа, таа се пренесува од политичарите кон народите, толку е голема што многу тешко ќе се вратиме на некакви почетни позиции. Сега, контекстот во меѓувреме е сменет, тоа го знае премиерот, го знае Лудачката партија. Македонија е назадува во европските интеграции. Денеска гледам дека Молдавија, Украина, Црна Гора и така натаму има огромен прогрес. Да ги кажеме Албанија и Црна Гора на страна, пошто беа дел од нашиот процес. Молдавија и Украина пред 2-3 години не постоја на европската маса. Ние сме сега, нити во тоа друштво не сме дури. Ние сме назадуваме во таа смисла. Бидејќи контекстот сменет, мора да се сменат и политиките кон тоа, да се води активна позиција кон решавање на проблемот. Како тоа ќе се случи со оваа поларизација, не знам во овој момент. Но видете се, од едната страна опозицијата вели решете го проблемот, решете го, нашиот пат е само европски, голем проблем и така, што е точно да кажеме. Власта останува тврди ставови. На оваа тема ние не смееме да немаме национален консензус. Ако се согласуваме дека опозицијата е премногу мека кон темата Бугарија, заради тоа што има оставштина на темата, договорот, а потоа и францускиот предлог,
тогаш ќе претпоставиме и ќе согласиме дека власта е премногу тврда. Проблемот е што нема таа комуникација, не постои, бидејќи се уште постои барем во фонот на приказната комуникацијата наречена предавници патриоти од времето на Груевски Елизавета. Како ќе се реши во оваа ситуација, не сум сигурен, но знам дека власта ми се чини дека не бара активно решение. Има некакви назнаки дека можеби бара зад кулисите решенија. Јас сум го тврдел од првиот момент тоа за ВМРО кога дојде на власт. Решете го сега проблемот. Решете го што побрзо, отрасте со тој балас голем, направете еден голем потек да се отвори малце патот на Македонија. Кога ќе решите, кога ќе кажете решете го тој проблем, мислите дека да ги направиме уставните измени? Уставните измени ќе ги направиме, тие не се сами по себе не се проблем. Кој точно проблем да го решат? Ние мораме да влеземе во еден канал, во една шина која што колку толку ќе ни овозможи некаква гаранција пред нашиот македонски народ пред се, некаква гаранција дека како се вели, нема да бидеме условувани по тој пат од Бугарија. Таа гаранција тешко ќе добиеме. Тоа е ставот на владата практично. Точно е. И таа гаранција тешко ќе добиеме бидејќи таков е процесот на одлучување во Европската унија. Но ние ако не влеземе во процесот со некакви барем минимални гаранции кои што мислам дека во овој момент заради тоа што на Европа и гори визави Русија, визави целиот процес, би можела да ги обезбеди за да се смират малце духовите во македонската јавност и ВМРО да се охраби да влезе во тој процес, нема да биде прогласена за предавничка. Бидејќи толку е голема темата и толку е важен прогресот на Македонија во Европа, која што не ни знаеме каква е сега во моментот, но е важен да одиме некаде, што мислам дека граѓаните кажат, ајде да почнеме нешто па ќе видиме како ќе тераме. Бидејќи ово сега што го посочивте како услов владата да има шанса да влезе во овој процес, практично е тој ставот на владеачката ВМРО да помене. Дајте ни некакви гаранции дека поради идентитетските спорови утре нема да бидеме заглавени, ние немаме проблем тоа да го направиме. Практично генерално сте на иста линија. Вака има опции кои што велат дека има да речеме некакво условно кажано одложено дејство, кој што прашање дали ќе помине, но тука има некаква игра, бидејќи таа е разумна позиција. Ние мора да појдеме од разумна позиција визави Бугарија и визави Европа. Тоа значи дека гледате како е поведението на Бугарија сега, ќе се обидеме да бидеме ние смирени и дајте да најдеме некаков тип на гаранција која што ќе може малку од малку да не смири. Прашање дали ќе добиеме таа гаранција. Добро, велите да се обидеме ние да бидеме малце смирени. Може ли да ми кажете еден потек што го направиле, сега зборам за официјалните политичари, без разлика власт или опозиција, кој што е, како антипод да употребам, несмирен или нервозен потек во однос на тоа што се случува со темата со Бугарија беше дигната пред изборите парламентарни. И таа беше дигната се употреби практично пред изборите. И се злоупотреби. Бидејќи не можеше така жестоко да се настапи. Кога ќе дојдете ви од позиција на лидер на опозиција Мицковски, кога ќе дојдете на власт на крилата на таа приказна, во голема мерка, во голем легитимитет и на пизмата на граѓаните кон поведението на СДСМ, вие веќе имате топката високо, но го имате мандатот и го имате легитимитетот да го решите проблемот. Значи граѓаните не ве гласале да не го решавате проблемот, не ве гласале да стоите во место. Бидејќи сега е статус кво кој што де факто назадување. Ако ние сме статус кво, ако велам, тоа не е само обично стоење во место. Бидејќи гледате дека другите одат напред, во некаква смисла одат напред. Се отварат фондови, ги спомнав Молдавија, Украина и така натаму, и се плашам дека ако ние не влеземе во некој процес во одреден момент, дали е тоа после следните парламентарни избори, евентуално ако има предвременни кога и да се, дека нашето општество нема да може да опстои во оние рамки во кои сме го замислувале. Под кој наратив е поблиску или мислите дека е поточен? Тој на СДСМ, дека владата прави предаство на националните интереси поради тоа што, како што велат, оние држи Македонија надвор од европскиот колосек, или на ВМРО ДПМН, кој што вели дека поранешната власт не донесе оваква пат позиција и ние не можеме да го направиме тоа што немаме мандат, односно цртичка, бугари в уста под овие услови, не. Мислам дека и двете позиции се тврдо партиски, да кажеме. Можеме да ги сметаме за такви. Бидејќи власта е во право кога вели дека СДСМ и преходните влади на СДСМ, почнувајќи од Заев и Ковачевски, дека многу длабоко забраздија во темата, без да имаат условно кажано некакви гаранции или без да сватат колку е тежината на проблемот. А таа е голема, бидејќи Бугарија навистина и официјално негира сериозни аспекти од македонскиот идентитет. Така да кажете дека наивно влегува во приказната? Апсолутно. Ја не би сакал да поверувам дека свесно влегува во тоа. Мислам дека брза,
сака да направат голем прогрес во тоа време, се откочи процесот на евроинтеграција и она што се вели пошто пото на некој начин да се реши проблемот, слично како со името. Но ова не е иста приказна. Добро, мислам дека го отцрфтате практично. Следното прашање беше кој според вас е виновен бидејќи се наоѓаме во ваква ситуација сега моментално закочени, дали треба да ја бараме кај власта, дали треба да ја бараме кај опозицијата или треба кај сите да ја бараме? Ако треба да покажеме прст, еве овој погрешен чекор се не доведе до оваа ситуација или повеќе слои на. Не мислите дека се сврзани садови? Дека едните се надоградуваат на другите и обратно? Така ви изгледа? Па затоа што знаете како се, ако вие видите ВМРО го има тој инстинкт национален, во одредени ситуации националистички. Тој нема да биде страшен по секоја цена, ама го има тој инстинкт десницата во Македонија. И таа инстинктивно реагира на теми кои се врзани со националните прашања. Но тоа ги укочува да ги решаваат проблемите. Бидејќи гледате сега, ајде да збориме за името, например, промената на името. Се уште ВМРО официјалната мантра е дека ќе го врати името и така натаму. Не го врати името и нема да го врати името. Ние влеговме во НАТО, имавме некаков безбедносен чадор, се уште го имаме. Тоа е смирувачки дело. Па можеме да збориме какво е НАТО денески, на што личи НАТО и што значи тоа НАТО и дали тој безбедносен чадор од вчера веќе денес е така релевантен. Голема цена според вас плативме со промена на името за НАТО? Секако плативме голема цена. Јас тогаш од позиција на граѓанин кој што се појавува во јавноста го поддржав тоа, промената на името за влез во НАТО. Имав една колумна кај што пишав дека со железни опинци ќе одам да гласам за референдумот, бидејќи навистина тешки чекори беа тие, бидејќи голема е темата и многу е тешка за сите нас, за оние кои што мислат дека Македонија им е важна во некаква смисла, но мислам дека беше немаше како да ги откочиме процесите. Во време кога беше турбулентно и сега е, уште повеќе можеби, и кога на Македонија малтене висеше во некаков меѓупростор и ни требаше некаков безбедносен да се атачираме некаде безбедносно. Ако знаете дека процесите после промената на името ќе се одвиваат во овој правец, дали можеби мислите дека во тој момент беше погрешен чекор или беше единствен според СДСМ од тоа време? Добро прашање и тешко прашање. Да знаев дека процесите после тоа ќе се одвиваат вака, веројатно ќе размисле повеќе пати и повеќе ќе имав дистанца кон тоа прашање. Дали ќе биде претежок збор ако ви кажам дека можеби вие во тој момент сте биле наивен во тој процес или? Видите, вие може ми кажете дека јас сум бил наивен и кога сум шетал по улица за шарената револуција, ќе отвориме тоа тема. Многу е тешко така со една временска дистанца да се каже дали сте биле наивен. Меѓутоа историјата сега да се извинувам што ја прекинам, ова го прашувам не во контекст да ми кажат погрешив, мислам тоа си е ваше интимно чувство, меѓутоа сите чекори имаат политичка тежина и би сакал од работите кои што се направени во минатото да видиме дали може некоја логична одлука да се направи или на перспектива да ни се даде каде ќе оди во државата, во тој контекст прашувам. Може би беше наивност, знаете како сега, тогаш премиерот Заев велеше дека и странците и Меркел и компанија ни кажува дека влегувате веднаш во НАТО, денеска влегувате, а без малку утре влегувате во Европска унија. Знаевме дека тоа не е вистина. Знаевме, јас не сум бил тогаш во партијата, не сум бил никаква раководна позиција или на власт, но се осеќаше дека тој вториот дел ЕУ дека не е баш така. Вие тогаш не сте дел од владата. Не, од власта и од партиската структура, да. Во ниеден момент не сум во овие процеси. Така. Но со мои јавни истапувања, колумни и излегувања во јавност, сум го имал ставот и сум мислел дека е важно да се поддржи тој процес во тој момент. Зборувам за промената на уставот и за името. Иако тоа беше болно многу тие сцени од парламентот со практично купените пратеници. Никој нема да ги заборави, тоа станува во колективната свест на македонецот. Ќе остане вечно, претпоставам, бидејќи навистина беше тоа многу тежок процес. Добро, уште две прашања околу европските интеграции кои кај нас за жал не се сврзани толку многу со реформи би требало, повеќе со тоа како се однесуваме и како се однесува кон нас источниот сосед. Ги споминавте гаранциите, има дел од политичарите кои што велат дека наместо да бараме Брисел да ни гарантира дека идентитетските прашања нема да бидат тема на европските интеграции, дека ние да се заштитиме внатре преку закони, преку
наши мерки тука, едноставно ниту една влада да не смее да преговара за тоа. Дали мислите дека воопште вреди да се размислува за тоа нешто, или пак тоа би резултирало на крај со бугарска блокада, а ние тука ќе се оградиме тој и ќе се закочиме практично. Што мислите дека е паметно? Александар, мислам дека тука треба да се биде внимателен, при тоа треба да се овозможи еден пристоен простор за дискусија во општеството, кој што нема биде обременат од партиските позиции или дури од личните позиции на оние кои се на власт или опозиција. Ако успееме да обезбедиме таков простор, на разумно ниво да разговараме за овие теми, можеме да си создадеме внатрешни гаранции кои што би не биле компатот кон Европска унија некаква сейф зона за нас. Бидејќи се разбира и вие и јас знаеме дека никој не може да ми го земе моето чувство дека сум македонец. Или дека говорам македонски јазик. Но тоа во меѓународните односи не е секогаш така. Практично, вие кога влегувате во други интеграции, може да имате условувања кои што би може да бидат проблем за се прашаш кај сум, кој сум, што сум и како сум. И затоа ако внатре се договориме, но не преку партиски соопштенија и билдање рейтинг за предизбори или за време на избори, се прави тоа. Тоа се прави со разумни глави, со разумни политичари. Ги немаме. Го споминавте за разумноста на политиките, за немањето консензус, го споминавте пред околу 10 минути, сега овие две работи ќе ги спојам во едно. Зошто и покрај можеби грешките што се направени во минатото, можеби за некои процеси да ги направиме се чекало многу долго, па сме изгубиле многу повеќе. Кога се направени грешките, кога една влада недоволно ја комуницирала опозицијата при договарање или превземање на обврски кои што претпоставувам ќе влезат во мандатот на повеќе влади. Покрај целото тоа искуство, покрај искуството дека само обединети за неважните државни прашања можеме да добиеме повеќе како Македонија како држава. Зошто и покрај сите овие факти кои што претпоставувам дека нашите политичари ги антиципирале во определена фаза, се уште не можат да најдат консензус барем за најважните државни прашања. Кои се најважни државни прашања? Ова? Па да речеме начинот на кој што ќе се стигне до владењето на правото, меѓународните односи секако и економијата, и тоа барем што е стратешки интерес на државата. Тука загребувате на површината од која што ќе излезат чудовишта и монструми. А тоа е за природата на политичкото действување и партиското во Македонија и природата на политичките партии. Јас тие ги проучувам со години, практично цел живот, тоа ми е и фахот на некој начин. На страна мојот престој во политиката, кај нас имаме една многу тешка клиентелизација и корупција во партиите, која што е монструм, која што се храни само од себе. И тоа го знаат партиите. Го знаат дури членовите на партиите. Некои се дел од тоа, некои не се дел од тоа. Тој тип на корупција и клиентелизација прави да вие не бидете комотни да разговарате за важните прашања со политичкиот противник. Кој што е политички противник на некои теми, но не сме да биде на некои други теми. Вие начнавте стратешките прашања за Македонија, но јас ќе кажам, ќе се спуштам подолу на можеби поважните прашања. Темата околу дали дишеме чист воздух е идеолошка или не? Темата дали фрламе проклето ѓубре на улица е идеолошка или не? Темата дали имаме добро земјоделие или не, може би идеолошка или не? Темата образование, кај што сме на листите на Шангри и што се случува со образованието, може би идеолошка или не? Може би во одредени сегменти, но темата дека сакаме подобро образование, подобар воздух, помалце ѓубре на улиците не смее да биде предмет на идеолошки, тоест на партиски препукувања. Ние на тоа не може да се договориме. Бидејќи и на тоа се препукуваме. И се препукуваме бидејќи партиите во оваа држава држат позиции и тие се онакви вкоренети позиции кои што не дозволуваат да бидат пропулзивни во однос на некакви поголеми теми, кај што ќе се даеме рака, јас и вие, ако сте вие од ВМО, јас сум од СДСМ, или обратно, не е важно, и сте разумен, и не сте корумпиран, и не сте клиентелизиран, одма ќе се разбереме дека е добро да имаме воздух. И одма ќе се разбереме дека треба да има Safe City, например, кој што е ВМРО-ски предлог, направен, почнат во времето на СДСМ и одличен. И ние не можеме да не се договориме дека добро е да не се вози над 50 во Скопје, бидејќи тоа е разумно и тоа е common sense, велат англичаните и американците. Дали ќе се сложите или дали е точно дека партиите меѓу себе место да соработуваат и да се надпреваруваат со идеи за овие прашања кои што вие ги кажавте, практично си прават обструкции, опозицијата
дали било тоа совет на некоја општина, дали било на државно ниво, дали било во некоја институција, не е битно, си прават обструкции со цел да го спуштат политичкиот противник колку што биде пониско, за тие да можат потоа додат нагоре, и сето тоа се прави на штетата на државата, и тоа можеби е една од главните причини зашто сме на ова дереджа. Да. Се согласувам дека тоа се прави. Како да се бориме против тоа? Па тоа е најтешкиот проблем. Ова е што ја велам јас клиентелизација, сега тука има повеќе работи. Кога велам корупција, не мислам само на крадење пари, но мислам многу и на тоа. Мислам и на морална корупција. На тоа како вие се однесувате визави политичкиот противник, визави партиските пријатели, другари, визави јавност и така натаму. Тука е коренот. И сега ние можеме, колку сакаме да се лажеме, ова сте направиле едните, ова направиле другите, коренот е тоа дека кога имате вие раководства на партии, кои се спремни да се договарат под маса на разни теми, но најмногу темите се натими дајми, ќе разберат гледачите што значи натими дајми, најмногу темите јас ќе ти го давам ова, ама ти да ме штитиш мене кој ќе бидам во опозиција или ти кој ќе бидеш на власт. Ние тоаш немаме игра во држава, немаме како да излеземе надвор од тие рамки. Бидејќи стануваат и партиските членови и приврзаници и јавноста заложник на таквата игра. Дали Македонија е заложник на тоа? Апсолутно. Вие кажувате дека има организирана структура, политичка или било каква која што работи внатре во системот и постои едната за другата и тоа како милие функционира. Претпоставам дел од политичките партии, не е сите. Се разбира, ама знаете како, еве изборниот законник, сега актуелен. Да. Па 20 години се бавиме со темава. Сите партии, зависи од која, зборам големите 4 партии, да кажеме, зависи од која позиција се власт или опозиција, врескаат една изборна единица, отворени листи и така натаму. Кога дојде СДСМ на власт, дојде со една парола, се сеќавам, отворени листи и една изборна единица. Кој ги прашав јас во неврзан разговор претениците од СДСМ некој конкретно, што правите со изборниот закон и зашто не? Абе знаеш како е ДУИ обструираат. После тоа ВМРО обструираат. Па сега СДСМ обструираат. Тоа значи дека има премолчен договор помеѓу политичките партии да нема измени во изборниот законник. Верувате дека тоа е главната причина? Апсолутно. Бидејќи тоа ги чува во нивните позиции да бидат комотни. Бидејќи вие кажувате дека првите 5 минути од сите вести во државата што почнуваат последниве 10 минути се уствари производ на една симулација на политичка дебата или недоговарање. Апсолутно. Мислам, тоа е страшно ако е ова тврдење што го кажувате. Апсолутно е така. И го тврдење можам да го аргументирам. Јас се бавам со изборен законник и со изборните системи, ова модели што ги викаме, но тоа се системи. И стручно се бавам, и сме правили анализи, илјадници и така натаму, и сме ги гледали, ние знаеме што значи една изборна единица. Тоа значи поголема разиграност во парламентот. Дали тоа ќе ја сруши таа клиентелистичка структура што велите дека постои во партиите? Да, и дали уствари тоа е контратежа на може да ја начне. Бидејќи ако имате тоа може да биде визави стабилноста на власта, да биде послаба стабилноста на владата. Но прашањето ние колку сакаме да имаме стабилна влада или било која влада да биде толку стабилна, ако се бави само со работи кои што не се важни за граѓаните. И затоа една изборна единица ќе значи поголема пропозивност, поголема шанса за помалите партии да влезат, да разиграат играта, коалиции у кои што ќе се преговара, ќе се договара и така натаму и така. Бидејќи станува една, не знам, можеби претежок збор, какафонија во политичките процеси во државата, што бидејќи и на нас, ние што сме, да речеме, новинари кои што сме секој ден во оваа приказна, ни е тешко да го пофаќаме крајот. Например, се случува паѓа предметот Талир 2 за штабот на ВМРО ДПМН неопфатен, поранешниот премиер и практично тој се ослободува. Причина за ослободувањето е измените на кривичниот законник кој што ги донесува владата на СДСМ, влада на СДСМ која што дојде на власт со цел нели да го дојде на власт победувајќи го Груевски и сега го ослободува. Веќе не може да се пофаќаат работите кој за кого и зошто. А што да додам јас на ова што кажате вие? Ова е се вистина и така е, го потпишувам што кажате. Вистина е дека таму има договор и ние го знаеме кој е договорот со измените во КАЗ. И сега што? Никој не го знае тоа. Се прави јавноста мутава дека не разбираме што се случува. Договорот е многу јасен. И знаеме кога се правеше и како се правеше. И дека и овие го прифатија. Дали е тоа можеби причината што сте дел од една група која што сега отвара дебати, која што бара промена на начинот на кој што се водат политиките во Македонија, меѓутоа и промена на раководството на СДСМ? Вака, јас сум јас.
И никогаш не сум бил дел од таква група, иако сум бил во разни групи. Партија, група, организација. Едино што е прекинувам, треба да знаете гледачите, бидејќи вие не мислам сте биле во СДСМ, меѓутоа не потекнувате директно на партиска структура, туку сте доаѓате директно на местото подпредседател на партијата, ако не се лажам. Па да, јас во 2009 година, практично кога груевизмот или груевизацијата на општеството тоа е 2008, после 2008, после НАТО самитот, кога Груевски влезе во практично со пресметка на неистомислениците и она што нарекувавме после заробена држава, кепчерсте и така натаму. Јас во 2009 влегов во СДСМ како подпредседател, постарите членови милуваат да кажат и тогаш и сега со хеликоптер е донесен, што е негативно во една политичка партија, бидејќи има луѓе кои што многу долго се таму и поминале сите нивоа и заслужуваат веројатно да бидат на тие места и така натаму. И јас влегов со еден многу искрен порив, а тоа е да помогнам во победата над Груевски и груевизмот во тоа време, особено груевизмот, кој ќе го гледаме како некаква парадигма за едно заробено општество. И влеговте да му помогнете искрено на СДСМ или повеќе да го бутнете Груевски? Па тоа се врзани садови. Бидејќи јас Пошто целта на постојањето на СДСМ како партија не било само да го бутне Груевски, претпоставам, сака да дојде на власт да направи реформи во државата, претпоставам, тоа е нормално. Се разбира, но тогаш беше, ако се сеќавате, тие времиња беа тешки времиња, тогаш беше тоа примарната цел. Идеологијата во нашите партии, прашање колку ќе можеме да ја артикулираме и каква е идеологијата во нашите партии, може да дебатираме тоа. Значи, јас сум либерален по вокација. Мојот карактер е таков, моите вредности се условно кажано десно, лево центар, се извинувам, така што беше тоа еден природен хабитус за мене. Јас потоа, пошто ми баравте вовед во приказната, да. Малце контекст да дадеме. Јас кога Зоран Заев победи на внатрепартиските избори во СДСМ, јас бев на страната на неговиот против кандидат Зоран Јовански. И ние бевме Дон Кихот таму, бидејќи знаевме однапред дека ќе биде изгубена таа битка. Зашто така беше поставена работа, да се знаеше дека Заев ќе победи. Во моментот кога победи Заев, што значи, што се извинувам што морам да ја потпрашам, што значи тоа дека се знаеше дека Заев ќе победи? Внатрепартиски моќта на Зоран Заев беше поголема. На крај крајшта градоначалник беше. Не се работел за некој веќе сценарио смислено, туку имало поголеми шанси, популарен бил меѓу членството. Тоа беше најчистиот конгрес кој што јас го познавам во СДСМ и беше многу демократски. Многу повеќе од ова сега што се случува, да кажеме. И ние тогаш изгубивме. Зоран Јовански се повлече од политика. Јас се повлеков од политика. За воља на вистината Зоран Заев ми понуди неколку пати позиции во партијата или во власта. Но тој не разбираше тогаш зашто јас го одбивам. Јас го одбивам не само заради тоа што верува во приказната на другиот, на Зоран Јовански, затоа сум застанал. Ја не можам да влезам во приказна која што не верувам никогаш. Такав сум како човек. Но и затоа што принципиелно имавме разни програмски, идеолошки, пак се ради човечки разлики. Се покажа после дека сум бил во право за мојата одлука. Како ви изгледа сега од денешна перспектива за тоа како беше владењето на Зоран Заев? Во ред го бутна Груевски и тоа што беше ваша примарна цел, меѓутоа работите кои што се случува по тоа како се водеше државата, дали мислите, дали го доживувате како човек кој што многу направил на СДСМ конкретно, дека е посветли денови има, или воспостави некој начин на владење чиј производ е ова денеска што се случува и ова ниво на кој што е денеска партијата, кој што можеби никогаш во историјата на партијата не било. Значи, според анкети сите тие работи. Ние можеме да гледаме лична перцепција сега. Така е, ние можеме да гледаме ситуацијата во СДСМ сега, таа е лоша, таа не може да избегаме од таа перцепција или од тој став дека ситуацијата е лоша, бидејќи имаше катастрофален пораз на избори, анкетите не се добри. Значи нема таму дигање, без разлика што ВМРО паѓа бидејќи на власт и прашање дали влада е добро. Значи ќе разговараме за тоа сега. Тоа се разбира. Ако ја гледаме приказната од денешна перспектива, можеме да видиме корените на таа приказна. И кај корените има два пола. Едниот пол се вика Груевски, другиот се вика Заев. Притоа не ги изедначувам јас Груевски и Заев во однос на тоа кој што правил за време на владењето. Но после Груевски, после падот на Груевски за време на бомбите и после тешката победа на СДСМ и Заев станува премиер, во меѓувреме случуваше големата приказна околу шарената револуција, каде што многу луѓе излегоа на улица, луѓе кои што никогаш не биле претходно во партија,
луѓе кои што им се гадело можеби од партии, но почувствуваа порив дека тоа што се случува со бомбите дека е многу гнасно и многу тешко и многу лошо за Македонија и почувствуваа порив дека некаква политичка структура, бидејќи тоа е политички структури победуваат на избори, ќе може да ја сврти работата и главната парола од тоа време, ако се сеќавате, која беше? Нема правда, нема мир. Ние, јас, за тоа марширав на улиците. Ако се согласуваме дека во времето на Груевски немаше правда и немаше мир, под правда подразбирам се, и правосудниот систем, но и се до тоа типот на владење, пресметка со неистомисленици и така натаму, очекувањата големи, до небо очекувањата граѓаните беше дека конечно ќе се најде некој храбар човек кој ќе го прекине тој, ќе исече тој Гордиев јазол и ќе донесе правда и мир. Тоест, ќе донесе правда, а со тоа и мир. Ако ги гледаме тие два пола, и ако име што се случи за време на владењето на Заев, на страна името е друга тема. И на страна други некои добри политики што ги имал Заев. Прогресивно доначување, можеме да дискутираме, идеолошка е темата, но е важна и така натаму. Темата нема правда, нема мир на кој што ја доби тој и СДСМ, поддршката на тие избори и на следните избори, за да му дадат шанса, беше најголемото разочарување. Знаете како, јас кога одам по улица, сега разговарам со луѓе, и со луѓе кои што ми се пријатели, кои ќе ми кажат, ќе прашаме како власта, како владе, ова сте вика како владе власта. Се уште има пизма кон тоа СДСМ. Се уште има одиум, се уште има негативно мислење кон тоа СДСМ од времето кое што не донело правда и не донело мир. И од тој аспект корените се таму. Ние можеме да зборуваме како владе, тоест како функционира опозицијата во овој момент и ќе зборуваме, како функционира за време на претходниот премиер Ковачевски, но корените на проблемот во СДСМ се во она што се нарекува заевизација. Ако сакате, без Ова го зборувате во негативен контекст, претпоставувам. Да, и ќе ви кажам како. Не мислам тука само на Зоран Заев, но мислам дека ако ќе диктирате темпото во една партија, а потоа и во власт, а тоа темпо значи една голема клиентелизација која што не очекувавме ние, една борба против корупцијата која беше сомнителна, во многу нешта сомнително, и тоа се покажа отпор. Сега можеме више да го тврдиме, бидејќи ги имаме јасно аргументите за тоа. Господин Ѓорѓиев, вие пред 15 минути кажавте дека на процесот на промена на името и уставните измени дека биле уценети пратеници да гласат. Мислам, полошо од тоа.